Опозицијската СДСМ тврди дека власта планира предвремени избори на пролет и тоа поради политичката поврзаност на премиерот Мицкоски со политиките на српскиот премиер Вучик и унгарскиот Орбан, кои исто така за напролет планирале избори како дел од нивните интерни тактики за одржување на власт. Во исто време, објавува и лажни анкети за рейтингот на партиите. Само неколку часа претходно во Србија, Вучик најавува избори. Вчера започна реконструкцијата на владата на јавноста одамна познат како обично шминкање, модел кој Вучик го користи со години. По реконструкцијата со неколку чудни дополнителни објаснувања следат најави за избори и нивно распишување, коментираат од СДСМ. Наспроти тврдењата на СДСМ, Мицкоски вчера брифираше дека доколку не дојде до некаква поголема политичка или општествена промена, следните избори ќе бидат редовните за 28 година. И покрај високиот рейтинг на ВМРО-ДПМН на интерните анкети, тој отфрли идејата за предвремени парламентарни избори на пролет, бидејќи 2026 е битна и за реформската агенда, но и за макроекономската стабилност на државата. Од ВМРО-ДПМН пак денеска коментираат дека ако СДСМ и Филипче се сигурни во поддршката од граѓаните, веднаш може да поднесат барање во парламентот за распуштање на собранието. Доколку СДС смета дека анкетите во кои тие се четврта, петта партија во Македонија не се точни и дека имаат поголема доверба од народот, нека повелат уште утре нека поднесат барање за предвремени парламентарни избори. Во тотална безидејност со лоши соопштенија кои вештачката интелигенција им ги пишува, бидејќи очигледно вистинската интелигенција ја не имаат на бихачка, тонат во жива кал. СДСМ треба да се реформира од луѓето кои им ја водат партијата, начело со Филипче, а во сенка на Заев возвраќаат од ВМРО-ДПМН. Додека јавно коментираат предвремени избори, двете партии по локалните избори најавија внатре-партиски промени. По извршената анализа, Филипче во вторникот побара оставка од целиот извршен одбор, подпредседателите и секретарите во партијата и најави нови кадри во врвот на СДСМ. Сепак тој најави дека ќе задржи и дел од сегашните кадри, па така Александар Трајановски се уште го планира за подпредседател. Останатите партиски функционери се уште не се договорени. Интензивно работам јас на тоа поле, изминатите денови, бројни состаноци, бројни координации, така да во следните 2 недели целокупниот процес ќе биде завршен. Мицкоски пак вчера брифираше дека планира пролетно партиско освежување на раководството на ВМРО-ДПМН, но и реконструкција на владиниот кабинет што го води. Анализата кој ќе остане во извршниот комитет на партијата, дали ќе има партиски подпредседатели, но и кои министри треба да заминат или пак кои ресори треба да се променат, ќе ги прави по утрешниот партиски конгрес, а процесот треба целосно да заврши кон крајот на март и почетокот на април. Катерина Нешкова, Сител телевизија.